Желба. Желба, мерак од секој за готвење, за месо посебно. Не. Тешко. Нема пречки да ти стават сопки намерно или нешто. Па добро, сарма правиме пуни пиперки. Па сега знае се овај бизнис за гастрономија е персонало еден од најголемите проблеми. Почитувани наши гледачи и верни поддржувачи, името на денешната емисија ќе го промениме на пиво муабети. А зошто е тоа така? Ќе видите подоцна. Сашко, добар ден. Ти благодариме на одвоеното време што не удостои тука да видиме како твои гости. Кажи ни на кратко што се случува денес тука. Денеска отварањето на сезоната на Биргартен, да. На оваа летна сезона. На сезоната, да. Океј, како ќе биде сето тоа символично нешто одбележано или? Ќе дрвено буре имаме, пивско и ќе са 30 литра гратис. Океј. Како фрајбиек. Со нетрпение очекуваме да видиме како изгледа. Ајде да пробаме. За прв пат ќе видиме. Ти посакувам успешна сезона. Хала. Отворањето на пивницата помина во најдобар ред, премногу гости, многу пиво и беше интересно и забавно. Сега сме во ресторанот на Сашко Заовски, кој е од Виница и тука е во Германија дојден од својата 8 година. Родителите така одлучиле. Тој тука продолжил да се школува и по неколку обиди во бизнисот се усмерил во угостителството. Сега сакам да го запрашам што претходно работеше пред угостителството и како го направи тој преокрет. Школа заврших за каменорезец се вика, мислам. Добро, да. Клесар, каменорезец. 2 години работех и после своја фирма отворих. За мајстор заврших наравно, положих и после фирма. Значи јас сум од 2005-та самоставен. Значи прво се проба во градежништво. Да, да. Како настана тој преокрет од градежништво во угостителство? Желба. Желба, мерак од секој за готвење, за месо посебно. И тоа беше за време за короната, кога се намали малку работата на градежинство. Ја има за тепих исто, работих по сајами. И тука скроз тоа падна и тука имаше време за да подолегнам. Да. И така испадна. Морам да те пофалам. Во пивницата си помина неубаво, навистина имаше многу гости, но како што може да забележам, имаше многу германци. Да, претежно. Дали се тие поголеми љубители на пивото? Па, може би да. Добро, сега со ова сакаме да ги поканиме нашите македонци да дојдат да посетат, да видат колку видови на пива има таму. Па добро, има 5 или 6 безалкохолни, има хефе, тоа што е темно, со квасец што е. Да. Има светло пиво, има го појако пиво. Изборот е голем. Избор е голем, да. Добро, има и кристал, вајц, има различни. Фала. За секој укус. Дали може би произведувате сами пиво или го купувате од Не, купуваме. Име на пивара од Бöblingen, таа е маленка мануфактура е, значи не е на големо, значи пивото е прават го со кеф, со мерак и осеќа се тоа исто, да. Дали може би во иднина имаш некакви планови за да започнеш да произведуваш пиво? Не. Тешко. Подобро е некој друг тоа е да оправи. Филозофија за себе. Океј. Сега се наоѓаме во твој втор објект, локал. Тука е ресторан. Морам и тука да те пофалам дека атмосферата е многу топла, модерен стил. А и околината од околу малку прошетавме е супер стварно во шума. Да. За прошетка, за релаксација и за одмор. Посебно летно време кога се разгране, зелено има добра сенка и може добро се пие пиво. Значи ова ти е втор објект во низата, така? Да. Тука се служи храна традиционална. Храна македонска, традиционална, балканска, не мора само од Македонија. Така, и самото име Мамас Балкан ресторан. Балкан Кичен, точно, да. И
Па мешана, повеќе балканска, Тоа да значи речеме, дека имаш традиционално. гости од сите народи. Од Тоа е сите, исто. од сите, да, да. Тоа е добро. Дали може би организираш некакви прослави на родендени, на крштевки, на Да, тоа да, да, имаше веќе Фамилија. крштевки, родендени, прослават за 8 март организирахме. музика Ама жива? сега, да, имаше музика жива. Ама сега ние почнаваме да месец така да тоа ќе Аха. со тек на времето ќе се покаже што Те влегува во ќе понудата. да, да. Добро се, ќе ни кажа дека имаш солидно искуство во бизнисот во Германија. Она што мене конкретно ме интересира, дали може би се осеќа некакви привилегии или поделба, поволност на германците во однос со другите народи кои се тука. За у бизнис фирма кога не, Конкретно јас во не сум бизнис. приметил ништо до сега. Ако се воде како што треба, са по мое. Така, тоа што ти Има имаш се- искуство, Да, да, значи нема проблем. нема пречки да ти стават сопки намерно или нешто. Ништо. Правилата се за сите исти. За сите се исти, Сите сме да, во иста да. позиција. Да, наравно. Одлично. Кое јадење така сакаш да го издвоиш како специјалитет на твојава куќа? Па добро, кај нас пастрамалија наравно, имаме кувар од Штип. Супер. Штип е прочуен за добри пастрамалии, мислам. Да. И па добро, сарма правиме пуни пеперки. Сега кај нас знае секој село, секој град ќе има Си има најдобар понекој свој. се е најдобро или пастрамалии или пуни перки. Од се правиме. Сашко, сигурно со тек на работата, толку многу време, толку многу подготвени јадења и поминати гости, си се соочил, предпоставувам, со некои критики, некои мани, секакви луѓе постојат во однос со јадењето што го служиш или можеби пиењето. Како реагираш на сето тоа? Мене ме тоа ме мотивира, јас на сите кажувам да се искрени, значи позитивна и негативна критика е секогаш добра. Треба да се прима и подобро да се проба да се подобра. Така, Значи секогаш, да. Тоа е значи, мотивација на некој начин, да. позитивно влијае Да, на тебе за да. воиднина. Добро, а според твоето искуство, мислам дека си адекватен да испратиш на јасна мотивирачка порака до сите оние кои сакаат се наоѓаат тука веќе и сакаат да започнат свој бизнис. Што би препорачал на младите луѓе? Значи, по мене може секој да отвори тука во Германија фирма, ако има желба, ако е упорен, ако има добра идеја. Пари не, што значи не треба, много зависи што ќе се отвори. Кој бизнес, ако има добра идеја, најбитно е да се упорен и да не се слуша од страна, пошто секој подобро знае, а ти што го имаш тоа во главата, никој не го знае и само напред и храброст. Друго, што наравно ќе има некојаш горе, доле, ама на крај краишта, ако упорен, највиќе и срекичка малку, ако имаш и нема проблем во Германија. Значи тука е за секој исто, кој да дое, дали германец, дали странец, у тие смери, така ли се вика? Сите се исти, значи може да се отвори слободно бизнис. Океј. Дали, например, има некаква помош од државата? Дали може да се наслониме со некоја за старт помош од државата? Јас кога почнав 2005 година со првата фирма, имаше, викаше се ИШГ, како самостален работеш, имаше помош на 3 години. Првата година ти даваше, сега не знам веќе, прилика 1000 евра или марки ли беа тоа? Не, евра. Не, 2005 евро беше, да. Втората година 600 и третата 300 како старт да улегнеш. Сега најверојатно ошто го има, ама него ја тоа користам, не знам. Значи, сигурно не е се така едноставно и лесно да се работи. Со какви предизвици и проблеми се соочуваш во текот на твојата работа? Па сега знае се овај бизнис за гастрономија е персонал еден од најголемите проблеми. Се најде добар персонал, добро се плаќа, да е се како што треба да речеме сега по наше, тоа е многу тешко, веќе нема веќе кувари. Значи после короната тоа се падна. Така. Околу функционирањето со надворешни институции, набавки и сето тоа.
како Добро, треба многу голема организација, да. Особено ако имаш на две места. Треба голема организација, набавка се дојде на време, пиење и околу персонало, кој колку сато, па тоа има 300. А и плюс тие 19% сега што дојдеа на храната, пред тоа беа 7% ДДВ. Да. И тука малце цените се качија и не е баш најсјајно, ама тоа е Се тоа. бориме, мора да се бориме, напред. мора, наравно. Сам си тоа го работиш или имаш Со жена ми. Без жена ми не би функционирал. секогаш? Да. Мора поддршка да поддршка, да, и нема шанси. Сега околу цела организација плюс сметководителство, Да, она тоа се прави супер. без тоа тешко. Добро, Саше, тоа беше отприлика се што ме интересираше. Ќе пробаме нешто, се кува таму. Видовме Кувари дека емоч тип, наравно. куварот и куварките, помошничките подготвуваат сарма. Да. Тоа ми остави добар впечаток и јас не сум пробал одамна, тука ретко каде може да се најде. Да. Така да Може да пробаме? кој сака да вкуси, да проба, нека повели во Мамас Битихем. Фала.